Морам да се поправам. Одма ми искараа после минатата емисија. Како не е украсено? Ша збора, ша тие тебе маора. Радости на сите страни. Не зборај, не зборај. Се возбудват луѓе. И дај Боже ти кажам право. Реков јас дека одамна не сум излезен со Малио и со работа и со ова и со она. Можно е. Тешки нека има радости, нека има позитивен дух. Нека се радва народот, децата особено. Дури татко ми дома ми рече: "Ора излегов низ град, народ, луѓе, деца разиграни." Браво срек. Дај Боже на сите да му убајн. Не само за новогодишните празници, туку во текот на цела година да ви убајн. Тоа ви го посакувам од срце на сите. Туку е да не почнуваме со честитки рано и уште. Има време. Не зашо не е рано? За песнавата. Джина галабе, тангар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 анガ. Да си продолжиме муавето за новогодишните работи. Може? Ајде, ва те пуштам. Кога ќе збораме за новогодишниот дух и за работи што ни фалат, знаеш што не ми фали? Снег, бат. Значи ич не ми фали снег. И се овие што сакат да скијат многу одма ќе се дадат. О, ти така збораш? Не зборај. Како снег да не врни? Ами шубо е снег, че ќе ти врни, ќе си гледаш од дома ти на топло седна, то ќе си врни надвор. Дух новогодишен снег, че убаво. Дома да ти врни. Не дома, во врато да ти врни. Виш, не секогаш убаво филмови да гледаш во живот. Од тие вака ќе ви дават фикс идеи дека нешто што е камен, ладно е многу убаво. Јас не викам дека не можеш да сакаш снег. Јас го сакам снегов планина. Нека врни в планина, нека се истури од снегово врнење. За кога ќе ојме таму, кога ќе сакаме да ојме нешто да скијаме, да се санкаме, што да е, да се тепаме со топки, да има снег, да ни е убаво и така натаму. И јас не викам дека си нема драж овде на улицата на времето. Лизгалиште ни беше, имаме правено муавет. Ке се тепаш со топки, ти реков, ми рече супер е сето тоа. Ама супер е на места кај што се е направено, кај што канализации не течат, кај што улицата кај нас не пропаѓа на пример едно 2 години. И има дрво на сред улица клаено за не пропадни некој со колата и никој не иде да го санира, ама добро вака чисто си правим информативно муаве. Сам да речем супер е да изнаврни снег во планините кај што е потребна водата, евентуално во полињата, не знам кај се потребна, ама убаво е да заврни во ред. Ама в град кој е заврни снег да биме реално. Улиците еве почнаа да ги чистат последните години пошто му се смачи и да ги изненадва снего, ама пак ги чистат тие што се поглавни таму кај што е потесно, кај што не можеш да влезиш, а не можеш да влезиш во почет. Малце потешко за чисте. И кој заврни снег вистина има поубав дух кај децата, ама кај возрастните што треба колата си ја чистат савајле пред дот на работа во 5 сато. Што треба пато да го чистат на секое, пошто не излегва колата, никој не поминал да изчисти. Што треба да се стегат во возењето на секое да не лизни негде, не дај Боже ти лизга и од вода и од мраз и од снег, од се си лизгато. Особено ако си задна вуча. За луѓето што треба дуќаните си ги отворат и да изчистат све за да може да влези човек, не е интересно, ма добро. Вие што сакате да ви врни, може, нека ви врни дома, нека ви врни во врато на планина, нека ви врни за скијање, не е проблем. Јас знам дека од вај чекате да клајте стори првиот снег, снежна убавина и така натаму. И знам дека неките да слушните вистината, ама јас ако не ви ја кажам, нема кој да ви ја каже. Знаете колку се битни тие сторињата со првиот снег, колку што се битни постоите од што имате јадено и во кој ресторан, или во превод колку семафор во GTA е толку се битни. И на такво стори може да изреагира само евентуално некој гладен волк што демни во сенките негде таму. Додуше ги има и нив многу, ама нема врска. Нака има. Исто така како сме веќе на тема на возење, лизгање коли и така натаму. Потро за празниците. Добро, знам дека за пиењето џабе ќе ви велам, ма барем за возењето потро. Од ја капна дожд, снег, нешто, не дај Боже снег капна. И козаинат кој стигна тогаш в кола влегва, хаос се прави во сообраќај. Значи потро ќе стигнете си. Разликата од возење по пропис и возење побрзо не е ни една минута до дестинација. Олавајте си ја душата, се ќе биде. Освен ако нели не му текне некој таксист на сред улица ти застани и да го блокира пато да чека некој да дојде или да слези или некој доставата си ја земи. Пример велим. Ама не и сито ќе помине. Ќе почекаш, ќе продолжи. Пошто знам дека не е чаре тој да не ја блокира улицата, тоа е ќе си почека. Само ова така добронамерно ви го велам, да не му текни случајно и кај на Safe City да клап. Едно време песни праја за Манчестер Сити, такав сам и јас. Сега ќе ти пеа Safe City, казнет сум и јас. Не би сам во ред, убаво е да се дојсат во ред работите како што треба. Само ако може да не му стигат на луѓето казни, што немат пример излезен од дом. Мислам пример вели. А иначе што знаеш, може ќе профункционира, а може ќе се донесат во ред работите, не можеш да знаеш. Битола пример ми се чини за брзо возење и нема потреба да има Safe City. Safe City евентуално за возење на две ленти истовремено, насреде на пато, за влегвање контра на улици. За такви работи некој. Пропратни што се ја не рече. Кај да не видам и вас идеи, оди ќе почнат после овие од другите градови
околни што идат не со 40-30, со 10 ќе возат. И то пример може да се казнува, ако возиш со 10 ги нервираш сите, бувни му казна. Муабето ми беше потро со возење. И ако пиеш, не вози, остаа колата. Ако возиш, не пи бе, бат. Просто едното со другото треба заедно додат. Оти кај нас цел век контра се гледа на работите, не како што треба, туку однопак. Сите мислат колку ќе покажи. Не е битно колку ќе не треба покажува. Или ако веќе знаеш дека ќе покажи, не вози море. Не вози во рете. Пора ти тебе глата ќе ти биди и на цел собрање. Додуша порано бар имаше такси, а викниш денешно време ни такси нема да викни. Затоа и тие што секај сакат застанват, пошто кој те праша така како ти чини. Ама ќе си најдиш чаре. Не сме во Њу Јорк, па нема да можеш до дома си стигни. Друга работа што ова година нема да ми фали, се гужвите, галамите и цигаројните пред се. Оти ако нешто има што мразам цел живот, тоа е чадој. Значи толкав процент од животот имам поминато во чадалници, зачадени простори за џабе. Тоа е чудо некој. Отидеме кај да не му велиш на луѓето, да не ги реметиш тие што те реметат тебе ако. Значи во рете ти болештиње да фаќаш од нив и здрави и расположени се да ти реметат, ама не било во ред ти да му речиш. Ја мајката, вие не уфер, алал да вие како си имате наредено, а видиш човек цигара пали автоматски предности. Ако не варе ти го имаш натерано, па са не смеш ништа му речи. Браво! Исто нема ми фалат пример луѓе во алкохолизирана состојба што ти се лигат пошто така. Кој те праша? Срце моје, многу те сакам брачи Микос. Нема грешка и на љубов што има за мене, а веќе како да ти кажам. 3 минути подоцна имаш, ве гледај, е толку е таа пијаната љубов. Па имаш и разни типови на пијани луѓе, и разен степен и разно ги мава алкохол. И различен алкохол различно ги мава луѓе. Ќе дојде некој ќе те гушка, ќе те бацва, ќе те лига и мислиш тоа е браќа неродени. Има некој директна кавга го тера. Не мора да се случи нешто да се скара така, оти шо ме гледаш, ти може него ни гледаш, него нема врска. Има некој ги расположва, весели ги прави. Живот му дава, пеат, играт, све прат, има некој кој ќе опадни бе, вате. Кој ќе оманат емоциите, кој земи да плачи. Многу ја сакам, брачи ми Господ, ќе му се јава. Па ти го тегниш, не му се јавува, чекај, застани. Или таа, или во драгоро ќе рипна. Седи, не рипаеш и ти очи. Допред да се напиеш мангуп, се правиш и како не, аз ќе варам, сега ќе рипнел во драгоро. Нема проблем. Тоа ева те душоболи, не е лес. И сето тоа може да нема да ти направи некоја разлика ако си така дојден гостин, тука си на вашата маса, уште на маса слушаш потаму шопрат муабет, не ти е многу, не ти мену. Јарно, ако си набина подкачен малце, и ако сите кај тебе се гледат, и уште ако те знае вака народот, уживај батуле, сакал ти или некел, сите категории ти дојдат. Дали дур пееш, дали пред да пееш после пеење, дали во WC кој не битно. Битно ти ќе мораш со сите да се соочиш во некој момент. Само ако ти чини, ако не, кој те праша? И на крај на денот знаеш што најмалце ќе ми фали? Расправање и тегнење со газди и менаџери. Секоја честни исклучоци. Значи ако нешто не ќам во животот, тоа е. И не знам оти луѓето упорно инсистират да бидат газди, менаџери и да прат работи, а не ги прат. Пример, ќе земиш, ќе се договориш и ќе земи после клечки ќе ти крши. Мора или направи го нештото или не го прави. Ако не можеш да направиш, не можеш никому ништо. Не можеш сите голичка вадаи да видите. Без разлика кој викаш и што сакаш да направиш, биди господин. Ако сакаш да направиш нештото, направи. Ако мислиш дека нема можеш да направиш, не го прави. Има милион работи денешно време што можеш да направиш. Или ако мислиш дека можеш а испадни дека не можеш, не ти излегва математиката, тоа е бе бате. Ќе си направиш секако што си рекол дека ќе си направиш и си знаеш за до година. Не можеш ти договори едно и после ти тебе така ти чини, бе знаеш како? Ќе ти го мениме договор. Деме кој те тркала те? То не сме да види никогаш, особено не за вакви празници кај што тој што иди можел да види на било кое друго место. И јас те знам како воопшто вакви луѓе продолжуваат и работат времења, ама тоа е. Изгледа кај нас за да ти функционира нешто треба таков човек да бидиш, не знаме. Пример велим. И мислам дека со ова бомба ќе завршиме ова емисија, пошто многу работи некако ми дојде да закажеме со одолжи муавет. Ама не се, наредна ќе си продолжиме наредна епизод. Вие дотоа што станете ми со здравје, па ние се гледаме пред новогодишно. Поздрав и имајте убав ден.